Што е тоа легализам? Само евангелието, добрата вест, може да ни даде вистински одговор на прашањето што е тоа легализам. Како прво, легализмот секогаш поставува прашања што треба да направам, кое дело да го извршам и што да му дадам на Бог. Овие прашања се поставуваат со намера да добиеме позитивен одговор од страна на Бог и неговото прифаќање на она што го правиме. Но, евангелието не остава простор да размислуваме на ваков начин или да му се додворуваме на Бог со нашите дела. Нашата вера и нашата предаденост можат да ни помогнат да се ослободиме од духот на легализмот, кој секогаш бара решение во човековите дела како можност за угодување на Бог. Апостол Павле вели: и така, слободно ќе потврдиме дека човекот се оправдува преку верата, без делата на законот. Римјаните 3 глава 28 стих. Како второ, легализмот е близок до нашата природа. Тој ни дава некакво оправдување за да го воздигнуваме нашето јас. Тоа значи дека имаме нешто во своите раце, што според нашите пресметки сакаме Бог да ни ги одобри и да му бидеме негови миленичиња. Сакаме нешто да му дадеме на Бог, да го подкупиме, со што ќе го ублажиме неговиот гнев кога грешиме. Со тоа мислиме дека сме во подобра позиција од другите и не прави да се чувствуваме поважни од останатите христијани. За ова нешто Мартин Лутер рекол: пред Бог сите ние сме питачи или просјаци. Затоа е речено: блажени се сиромашните, зашто нивно е небесното царство. Ваква позиција не се добива со нашето јас. Па дури кога искрено му служиме на Бог, пак постои опасност да паднеме во духот на легализмот. Како трето, човек што живее како легалист, повторно живее по старото, по стариот начин на живење. Се фали со тоа што го има и што му е врака. Тој носи христијанска маска, а пред Бог се однесува како кога бил нехристијанин. Ако честно го процени својот живот, треба со сигурност да каже дека старото и понатаму е присутно во неговиот живот и дека му причинува сериозна болка. Во суштина, ништо не е променето. Има некоја поправка во надворешното однесување, но во внатрешниот мисловен свет пак ги носи старите размислувања, старата природа. Новиот живот ја црпи својата енергија од Христос преку Светиот Дух, а не од законот. Исус е нашиот живот, зашто без него не можеме ништо да направиме. Кога сме со Христос, тогаш имаме вистински плодови кои одговараат на нашето покаяние. Затоа, вели апостол Павле, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните 5 глава 17 стих. Четврто, легализмот на крајот ќе доживее пораз, но само под услов ако искрено го бараш Бог. Со тек на време ќе се обесхрбриш и ќе очајуваш, зашто законот ќе предизвикува товар наместо ослободување. Треба секогаш да се напрегнуваш и да се издигнуваш над својата околина, а тоа ќе те замори. И со тек на време ќе забележиш дека треба да ги манипулираш луѓето со својата лажна побожност. А пред Бог ќе бидеш еден гнасен лицемер и ќе се осудуваш секогаш за твојата неискреност. А некои други, со ваквиот начин на живење ќе станат горделиви, самоправедни како фарисејскиот квасец. Таквиот легалист ќе го одржува својот живот со одржување на некои строги правила, облици и нормативи. Нивниот сооднос со Христос ќе биде занемарен и отфрлен, бидејќи ќе немаат сила да му се молат. Човек што живее евангелски ќе се однесува понизно и скромно, зашто само на таков начин ќе ја открие својата немоќ пред Бог, а не да се воздигнува легалистички.
ќе бидеме на друг начин охрабрени преку Божјата милост која ни стои секогаш на располагање. Како петто, легализмот ме врзува лично за мене и тој секогаш ќе не притиска да се однесуваме себично и нема да бараме заедништво и поврзување со Исус. Ќе настојувам да го поправам стариот живот, што во суштина нема никогаш да се случи тоа. Ќе се обидувам да го оживувам мојот стар живот, кој е мртов од мигот кога сум се покајал. Спротивно тоа, Евангелието носи ослободување, за да живееме нов живот, со благодарност кон Спасителот, радост што произлегува од делото што го направи за нас преку Светиот Дух. Шесто, легализмот секогаш го уништува заедништвото и љубовта. Кога не сум задоволен од себе, тога се обидувам да ги наметнувам моите ставови на другите, што истовремено е прикривање на своите грешки и недостатоци. Колку повеќе внатрешни слабости и гревови, толку повеќе надворешни правила и строги заповеди за другите. Зар не беа такви фарисеите? Завршетокот е секогаш критизерство и нељубезност кон браќата и сестрите. Тоа истото се случило и во црквата во Галатија, кога Павле ги предупредил на опасноста и им рекол: ако се глодате и јадете, внимавајте еден со друг да не се истребите. Христос не учи да бидеме што поблиски, поприфатливи едни за други. Да не си ставаме сопки и соблазни, од кои црквата ќе добие лош глас од сите оние кои не го познаваат Бог. Една песна вели: ништо не можам да дадам, ти си се Христе. Кога Христос е се во нашиот живот, тогаш ќе можеме да ја делиме љубовта и со другите. И како седмо, последно, легализмот според апостол Павле го прекинува секое заедништво со Христос и Божјата љубов. Божјата милост се злоупотребува и станува предмет на богохулство. Тие се истите последици какви што ги имаат гревовите. Но легализмот е поподмолен од гревот, зашто се крие под маската на побожноста и потешко се разоткрива. А за разлика од милоста, Евангелието не води во прекрасно заедништво со Спасителот и едни со други. Преку милоста се доживува растење и се донесуваат обилни плодови, а преку легализмот се назаднува и се станува добар фарисеј. Затоа, овие две работи не смеат да се испомешат. Легализмот води кон проклетство, зашто ја отфрла милоста. Ветениот благослов важи само за оние кои го имаат Исус како темел на нивното верување. Надвор од Исус нема никакво оправдување, па макар некој да изгледа подобар од оној христијанин кој живее според Божјата милост. Легализмот се проткајува низ сите векови низ историјата на црквата. Тој се уште ги покажува своите остри заби, за да се омаловажи милоста. Затоа, кога веќе си свесен за опасност од него, сврти се кон Исус и побарај тој да те насочи кон правилно сваќање на евангелската вест, која е добра вест за спасение на секој што верува во Исус, без да бара оправдување преку своја побожност втемелена на легалистички светски дух. Бог да ве благослови. Амин.